вечер од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски ТВ журналот News Flash. Јас сум Јулија Велковска. Нов владин извештај кој покажува оти економската ситуација во САД не е ни малку розова. Во меѓувреме бројот на лицата кои бараат социјална помош од државата и натаму расте. Најголемата светска економија, американската, се намалила во последните 3 месеци на минатата година. Американскиот бруто домашен производ паднал за 3,8% во последниот квартал на 2008, што е најлош учинок од 1982 наваму. Денешниот извештај на владиниот оддел за трговија наведува и дека ова е втор квартал поред како се намалува економскиот обем. Тоа вообичаено е дефиниција за економска рецесија. Американците се помалку трошат, а потрошувачката е една од главните движечки сили за американската економија. Драматичниот пад на поборувачката резултираше во бран отпуштања низ компаниите. Председателот Барак Обама деновиве врши притисок за обемен владин пакет за стимулирање и обнова на економијата, чии основни елементи се вложување во проекти од јавен интерес, како изградба и реновирање на патишта и друга инфраструктура, со тоа отварање на 3 до 4 милиони нови работни места, како и даночни скратувања. Пакетот тежок $819 милиарди доби зелено светло во представничкиот дом, додуша без ниту еден глас од опозиционите републиканци, а сега на потек е Сенатот. Обама се надева да ја потпише конечната верзија до средината на февруари. Малку е веројатно дека Балканот ќе најде место на агендата на новата американска администрација во првите 100 дена од мандатот. Ова се предвидувањата на стручњаци од Вашингтон со кои разговараше Лилица Кидановска. Џон Болтон е поранешен постојан американски представник во Обединетите нации, но останува длабоко инволвиран во американската политичка сцена преку American Enterprise Institute во Вашингтон. Таму го најдовме да го запрашаме каде е Балканот на мапата на новата американска администрација. Еве што ни одговори. Мислам дека е многу тешко да се каже во овој момент. Не мислам дека Балканот е приоритет, иако се уште е рано. Блискиот Исток и Иран ќе консумираат голем дел од агендата, но според мене вистински приоритет за оваа администрација е домашното економско опоравување, а надворешната политика генерално ќе биде во втор план, споредено со економските прашања, барем до размери до кои председателот ќе може да се зафати со нивно решавање. Џон Фефер, кој го води надворешно-политичкиот оддел на Американскиот институт за политички студии во Вашингтон, со екстензивно искуство на работа на Балканот, слично размислува. Балканот не е приоритетна област за администрацијата на Обама, вели тој. На неговата агенда секако ќе доминираат домашните прашања, економската криза. На надворешно политички план фокусот ќе биде на кризните подрачја на денот: Ирак, Афганистан, Пакистан, како и на некои тематски прашања, како на пример глобалното затоплување. Очигледно е дека некои области во светот нема да добијат толкаво внимание колкаво што заслужуваат. Балканот е еден пример за тоа. Македонија уживаше голема поддршка од претходната американска администрација. Ако нема да има промени во политиката кон државата, дали тоа е добра вест за Македонија на предстојниот самит на Северноатлантската алијанса? Го запрашавме Џон Болтон. Првиот нареден самит на НАТО доаѓа во април, што е многу рано по инаугурацијата на председателот Обама. Би бил изненаден да има целосно формулирана позиција до тогаш, беше неговиот одговор. Сепак, Фефер од Американскиот институт за политички студии вели дека една можност за администрацијата на Обама рано да пожне надворешно политички успех може да биде токму Македонија. Afghanistan successes kind of conventionally. Нема да видиме конвенционални успеси за Ирак, за Афганистан и така натаму. Но за прашања што не се во преден план, како Македонија, администрацијата на Обама може да има успех ако заземе проактивен став, преку да речеме настојчива дипломатска иницијатива во регионот, со именување специјален пратеник, собирање на партиите за дискусии на високо ниво и така натаму. Но пред се, вели тој, мора да се случи компромис од двете страни, грчката и македонската. Далечна можност за Балканот да се најде на радарот на новата администрација е ако Џо Бајден и Хилари Клинтон се заложат за тоа, кои во минатото беа инволвирани во прашање на регионот.
Северна Кореја соопшти дека ќе ги поништи сите политички и воени договори со Јужна Кореја, обвинувајќи го Сеул дека ги турка обете земји кон војна. Официјалната Централна корејска новинска агенција објави дека Северна Кореја нема да се придржува до договорите со својот јужен сосед. Имено Пјонкјанг го поништи и граничниот договор за Жолтото море, со што беше ставен крај на корејската војна. Поранешниот председател на Куба Фидел Кастро бара американскиот председател Барак Обама да ја врати американската морнаричка база на заливот Гвантанамо во Куба на кубанскиот народ. Во неновиот напис на државната веб страница Кастро вели дека одржувањето на воена база во Куба е против волјата на народот и представува прекршување на принципите на меѓународното право. Со 59 гласови за и ниту еден против, Сенатот на сојузната држава Илиноис го повикува гувернерот Род Благоевич од функцијата. Благоевич беше обвинет за злоупотреба на службената должност при обидот да го продаде сенатското место на председателот Барак Обама. Сенатот воедно му забрани на Благоевич во иднина да се кандидира за која било јавна функција. На местото на Род Благоевич сега е заменикот гувернер Патрик Квин. В недела Питсбург Стилерс и Аризона Кардиналс ќе настапат во финалето на плейофот на американскиот фудбал, така наречен Супербол. Во продолжение следи прилог за тоа што им значи Суперболот на американците. Питсбург Стилерс се величина во американскиот фудбал. Освоиле 5 од 43 финалиња. Аризона Кардиналс нема титула од 1947, 20 години пред победниците од двете американски главни лиги да започнат да се соочуваат во вакво финале. Едноставно речено, во недела ќе биде Давид против Голијат. Ние секогаш ќе бидеме аутсайдери на хартија. Вака вели одбранбениот играч на Кардиналс Дарнел Докет. Говореше на Супербол денот за медиуми, еден од многуте настани поврзани со финалето. Супербол стана еден вид на национален празник и изговор за забава истовремено. На овој ден американците консумираат храна во рекордни количини. Само за денот на благодарност јадат повеќе. Надпреварот најверојатно ќе биде еден од најгледаните настани годинава. Огласувачите плаќаат дури и по $3 милиони за реклама од 30 секунди. И рекламите се еден вид на надпревар, која е позабавна. Па сепак ниту Супербол не е отпорен на економската криза. Цената на некои влезници падна за 25%. Како и да е, дали поради фудбалот или пак рекламите, огромен број американци во недела ќе бидат пред ТВ екраните со храна и пијалоци покрај себе. И тоа беше се за денеска. Ова беше гласот на Америка на македонски и ТВ журналот News Flash. Јас сум Јулија Вилковска. Ви благодарам на вниманието, пријатен викенд и до гледање до понеделник.